Здраво друштво! Веќе е октомври, а ни падна и првиот снег, што значи дека сега е идеално време посериозно да почнеме да ја планираме новата ски сезона. Доколку и вие почнавте да ги разгледувате опциите за скијање за оваа година, со ова видео сакаме да ви укажеме на една фантастична опција која, ако ја реализирате, загарантирано ќе имате скијање од соништата. А тоа е скијање на Доломитите, еден од најфасцинантните планински региони и еден од најдобрите скијачки системи во светот. Во ова видео ќе ги споделиме нашите искуства од нашите повеќе годишни патувања на Доломитите и ќе се обидеме да ви дадеме практични совети и идеи за да можете сами без агенција да си испланирате едно совршено скијање на Доломитите. Сега, зошто баш Доломитите? Најкраткиот одговор е затоа што Доломитите веројатно се најживописниот светски регион кој станува збор за скијање, затоа што станува збор за планински венец кој што е дел од УНЕСКО, од светското природно наследство и кој што насекаде каде да се сврти нуди драматични врвови, неверојатни панорамски погледи и уникатна природа која што не може да се опише со зборови. Целиот регион е поврзан во еден ски систем наречен Доломити Супер Ски и тоа се повеќе од 1200 километри на ски патеки, 450-500 лифтови кои што поврзуваат десетици ски центри во една голема целина која што може да ја поминете само со една заедничка ски карта со тој Доломити Супер Ски пас. Оно што исто така е многу важно последниве години со глобалното затоплување е дека поради специфичната географска локација на Доломитите и нивната одлична подготвеност за правење и одржување снег, иако не е од највисоките планински масиви во Европа, на Доломитите секогаш има доволно снег за сезон уште на почетокот на декември. Значи за разлика од Австрија која што да речеме минативе години кубуреше на почеток на декември со снег, се до јануари голем број скијачки центри во Европа нема снег, на Доломитите декември веќе се спремни за скијање и тоа е мощно битно. Понатаму на Доломитите ќе имате можност да скијате на оние легендарни скијачки стази патеки што секоја година ги гледаме на телевизија на светските купови, на олимпијадите, значи патеките во места кои што сме ги слушнали ги гледаме Вал Гардена, Кортина d'Ampezzo, Мадона ди Кампилјо, Кромплац. Значи едноставно скијајќи тука ќе се осеќате како да сте дел од таа голема скијачка традиција од историјата на светското скијање. Но Доломитите не се само скијање, тука има и прекрасни планинарски домови, модерни ресторани на самата планина, таму може да јадете одлична домашна храна, да пиете прекрасно кафе нели со прекрасни погледи на целиот регион. На патеките има мноштво забавни активности, уредени ски паркови, поставени трки каде што може да се надпреварувате со пријателите, да си мерите време на минување на одредена стаза, панорамски рути со супер погледи и така натаму. И за крај, она што нас првата година не инспирираше да се организираме за скијање на Доломитите е фактот дека ово искуство не е драстично поскапо од едно класично скијање во регионот, во Бугарија или во Србија, затоа што цените за ски карти за сместување не се многу повисоки, а ги немате гужвите кои што се карактеристични за регионалните скијалишта. И тоа што го добивате на Доломитите за таа малку повисока сума што ќе ја платите е драстично, односно неколку нивоа погоре по однос на искуство, скијање, сместување и сите аспекти. Сега бидејќи во изминатите десетина години се повеќе луѓе од Македонија одат на скијање во Франција, најчесто нели преку српските агенции Скиба, Скиманијаци, Скифан па и со Нехарот кај нас, можеби е добро да направиме една мала споредба на скијањето во француските Алпи и во Доломитите. Во Франција патеките обично почнуваат од многу повисоки надморски височини, значи во центри како Les Deux Alpes на пример, глечерот на врвот е околу 3800 метри, а скијалиштето почнува од 1400. Тоа значи дека имате висинска разлика од над 2000 метра и тоа значи подолги континуирани спуштања кои што знаат да траат и над половина час.
Исто така, француските скијалишта имаат многу повеќе оф-пист можности, односно поголем снежен потенцијал надвор од регуларните патеки и за поискусни скијачи и љубители на фрирайд, дефинитивно Франција многу подобра, исто како и за љубителите на добра забава после скијање, затоа што апрески сцената е многу поразвиена во Франција со оној ланец Фолидус и сличен тип на објекти, додека во Италија малце таа сцена е послаба и токму затоа во Франција веројатно и генерацијски многу помлади луѓе се одлучуваат за скијање отколку во Италија. Од друга страна пак во Италија, односно на Доломитите, патеките најчесто почнуваат од пониска надморска висина, значи 2500-600 е некоја просечна висина од кај што тренуваат, така што спустовите се пократки, не се 30-40 минути, но често се технички многу поинтересни, одлично се уредени, патеки од светски куп и така натаму. Системот на лифтови патеки е многу добро поврзан, значи дека можете да преминувате од една во друга долина, од еден до друг град, скијајки без да ги соблечете воопшто скиите, што во Франција е карактеристично да речеме за Вал Торенс, но на Доломитите многу функционира се тоа добро и многу брзо може да поминете различни места само на ски. И она што е најспецифично, нели, оние гледки на Доломитите, морам да кажам дека се малце поспектакуларни од оние на Франција, иако таму тие шпицасти врвови исто така се многу мокно делуваат, меѓутоа карпите на Доломитите се нешто што го нема никаде, така што во принцип ако сте за гледки Доломитите веројатно се малку подобри. И еден интересен детал дека на Доломитите има помалце сноубордери, односно помалку изрендани патеки, помалце фрустрации за оние најортодоксни скијачи кои што не сакаат да ги делат патеките со бордери. Како и да е, топла препорака и за двете опции, и за француските Алпи и за Доломитите, бидејќи двете нудат многу голема вредност за парите и пред се незаборавно и скијачко, ама и животно искуство, и затоа што и да решите да овие две дефинитивно голема поддршка, еве ние ќе се обидеме да ви откриеме што повеќе детали за да ве заинтригираме уште повеќе за на Доломитите. Сега веројатно едно од клучните прашања, бидејќи Доломитите, како што кажавме, се масивен планински систем, кој дел, односно кое скијалиште да го изберете како ваша база? Првиот, најлогичен и најпопуларен избор би биле скијачките центри кои што се наоѓаат на популарната Села Ронда. Села Ронда е планински масив околу кој што кружи поврзан систем на лифтови и патеки кои што се долги речиси 600 км севкупно, и овој систем покрај неограниченото скијање ќе ви овозможи да направите обиколка околу целиот тој планински масив наречен Села Ронда во еден ден и да ги посетите сите 4 центри кои што лежат на планината и во долините околу Села Ронда. Обиколката е некаде околу 50 км, може да се направи во двата правци, обележени со портокалова во едниот правец и со зелена во другиот правец. За оваа обиколка се потребни 6 до 7 часа лежерно скијање, да кажеме, и ние би ја препорачале можеби портокаловата рута тука за кружење, затоа што посебно во студени денови поголемиот дел од поврзувањето се со затворени гондоли и може да се стоплите малку и да се напиете или да каснете од нешто од тоа што го носите во ранецот. Како што кажавме, околу Села Ронда постојат 4 главни долини со 4 ски центри и секој од нив има свој посебен карактер и своји посебни предности, сега ќе ги разгледаме сите поединечно. Првата долина е Вал Гардена и таа го зазема западниот дел на турата. Таа е најголемиот скијачки регион меѓу овие 4 со скоро 200 км на патеки. Сместувањето во оваа долина е во 3 градчиња: Ортисеј, Селва и Санта Кристина. Нашиот избор вообичаено е во оваа долина градчето Ортисеј. Едно многу шармантно градче, прекрасно за шетање, одлично поврзано со ски лифтови, со јавен превоз до сите блиски скијалишта. Иако не е директно на Села Рондата, како што е на пример Селва е многу подиректно на Села Ронда, меѓутоа од Ортисеј тргнуваат и две посебни скијачки зони кои што се исто така исклучително интересни да ги посетите. Првата е Сечеда, тоа е еден врв кој што е особено популарен во лето и сигурно сте виделе слики од таму, но во зима е особено спектакуларен затоа што има одлични гледки и на масивот Села Ронда, но и на мокниот заслон кој што е од десната страна кога се спуштате по Сечеда. Тука сонцето најмногу држи и најчесто го оставаме за крај на нашиот скијачки ден, поготово ако сте сместени во Ортисеј, од Сечеда назад до градот се спуштате
уште една голема патека долга 10 км со спектакуларни гледки, поготоа на Зајдисонце. Исто така, од Ортисе тргнува и патеката, односно гондолата до Алпе ди Суси, тоа е највисокото пасиште во Европа. Патеките тука се малку поблаги, меѓутоа гледките овдека се веројатно едни од најдобрите во целите Доломити и тоа е исто така скијалиште кое што ќе сакате да го посетите. Во Вал Гардена има 8 легендарни патеки, така се наречени легендарните 8, и секоја има многу битна историја, дали поврзана со скијачкиот клуб, со самите Доломити, со локацијата и така натаму, и ова се патеки кои што дефинитивно морате да ги скијате, меѓу нив е и познатата патека со слонг на која што секоја година се одржуваат надпревари во светскиот куп и многу е прекрасно е чувството да скиеш на патека на која што знаеш дека најдобрите светски скијачи скијат и да осетиш што значи една технички добро изработена патека. Втората долина на села Рондата е Алта Бадија и таа е сместена на североисточната страна. Можеби најцентралната локација за истражување на сите страни на села Рондата. Одлична инфраструктура, многу мирна, елегантна некаква атмосфера и по она што можевме да го видиме, особено погодна за семејства и скијачи кои што можда не се толку напредни, затоа што голем дел од системот на стази се плави до црвени. Најбогат дефинитивно предел со активности за помлади, така што ако семејно патувате, можеби Алта Бадија би била исто така многу добар избор. Малку понастрана од Алта Бадија е една прекрасна патека, олимписка патека, Гран Риза наречена. Дефинитивно ако идете Алта Бадија, препорачуваме да скијате една дефинитивно од најдобрите патеки кои што сме ги скијале на Доломитите. И тука имате три градчиња за сместување: Колфоско, Корвара и Ла Вила. Третата долина околу масивот е Раба, таа се наоѓа на источната страна и е многу добар избор за поискусните скијачи, затоа што тука најголем дел од патеките се стрмни, црни и црвени патеки. И она што е предност можеби исто така на Раба е што е добро поврзана со најголемата, највисоката планина на Доломитите, Мармолада, една легендарна планина, 3300 метра висока, и до врвот води една огромна гондола и самото возење е доживување, а погледот од врвот е неверојатен. По глечерот, докато се качите горе, можете се спуштите надоле во долината по еден глечер кој што по кој што води патека од 12 километри и по неја се скијате назад до долината. Ова е навистина едно исто искуство кое што би го препорачале ако одите на села Рондата. Четвртата долина на села Рондата е Вал ди Фаса, таа се наоѓа на јужната страна. Тука можете да најдете можеби малку и поволно, поевтино сместување со пониски цени, добра опција ако сакате нели да поминете со уште помал буџет. Поврзувањето знае да не е секогаш идеално, меѓутоа и тука има навистина многу добри спектакуларни стази, поготоа гледката која се наоѓате помеѓу Саслонг и села Ронда, тие два големи планински масиви кои што доминираат тука, скијањето меѓу нив е навистина незаборавно искуство. И буквално каде да се свртите, околу вас е фотографија која што може да ја ставите кај вас во дневната соба, толку се добри гледките. Покрај овие 4 ски центри кои што ги споменавме, кои што веројатно ако прв пат одите се логичен и најпопуларен прв избор, би ги споменале пред се Кортина d'Ampezzo. Значи Кортина е еден од најмонденските ски центри во Италија, има многу голема и туристичка, и спортска, и културна традиција. Кортина била домакин на зимските олимписки игри во 56-та година и ќе биде оваа зима исто така, значи 2026-та Кортина е домакин на зимските олимписки игри. Од самиот град од повеќе места тргнуваат гондоли кои што ве качуваат на планината и на повеќе падини можете да скијате. Големо скијалиште, преку 100 км на стази, одлично поврзано насекаде, не само со ски лифтови, туку и со шатл автобуси, но можеби најголемиот шарм и најголемата предност на Кортина е самото градче кое што е многу живописно, полно е со скапи бутици, ресторани и шеталишта. Генерално тоа ја прави Кортина избор за некои што сакаат малце помонденско зимување на некој начин и поголем дел од времето да го поминат и во едно убаво монденско космополитско градче. Исто така едно скијалиште кое што можеби не е толку популарно кај нас, меѓутоа е едно од најдобрите дефинитивно на Доломитите е Кронплац. Кронплац е многу современ скијачки центар, многу добро организиран и ги има најдолгите и најшироките патеки веројатно на Доломитите. Огромен број на патеки кои што се подолги од 10 км. Значи имаше 13-14 км патеки, црвени и црни, одлично средени,
прекрасно скијање. Едноставно кога го посетивме Кронплац, после 4-5 спуштања бевме утепани од скијање и исто така центарот располага веројатно со најмодерните и најбрзите ски лифтови. Значи буквално најновите, најмодерните гондоли беа на Кронплац и на самиот врв, што е многу битно и многу важно да кажеме за да се посети ако идете во Кронплац, е музеј на Рейнхолд Меснер, значи музеј посветен на најголемиот светски алпинист во историјата. Овој музеј е дело на Заза Хадид, која што нели едно од најпознатите и највлијателни архитекти во светот, и дел од музеот е внатре во планината за да не се наруши нели цела околина, а дел излегува некако над тој амбис и од тука се протега одличен панорамен поглед кон Доломитите, значи и за историјата на алпинизмот, но и за архитектурата и самата природа на која што да се пружа поглед. Овој музеј е едно од најфасцинантните места воопшто на Доломитите и е многу убаво ако може да го посетите, но она што можеме да го кажеме за Кронплац исто така е дека секоја година за ски опенингот, тоа ни го кажа една словенка со која што се сретнавме таму, има одлични понуди од словенечки, но сега гледаме дека и од хрватски агенции, значи за ски опенинг на почеток на декември можете да најдете, мислам дека 5 ноќевања во хотел со 4 звезди, 4 ски карти или 4 ноќевања со 4 ски карти за некаде околу 400 евра оваа година, претходно беше и доста поевтино, што е одлична понуда, значи некаде за 100 евра од ден добивате ски карта и сместување во хотел со доручек. Тие хотели се 4 звезди со спа центри и така натаму, така што многу поволна понуда која што така може да си ја разгледате. 4 дена на Кронплац се сосема доволни стварно се утепате од скијање да ви е мир на душата прилично подолг период. Сега покрај споменативи има доста други познати ски центри на Доломитите, како Мадона ди Кампилјо, например, но бидејќи, како што ќе зборуваме во следно поглавје, патувањето со кола е најдобрата опција од Македонија. Споменативе се веројатно најлогичен избор поради нивната локација кога патувате со кола. Повторно, да заокружиме како прв избор би ја препорачале Села Ронда, бидејќи ќе во возможи за најкратко време да видите најмногу од регионот, а од Вал Гардена, например, дури и Кортина и Кронплац ви се на 1 час и тоа е екскурзија која што вреди да ја направите ако идете на 7-8 дена, еден ден да издвоите за Кортина или за Кронплац. Сега како да се стигне до Доломитите? Ние секоја година некако си даваме надеж дека можеби ќе успееме да најдеме начин како да стигнеме со авион, да не се малтретираме со возење, но тоа да биде исплатливо, изводливо, ама секоја година повторно се навраќаме на истиот заклучок избор дека автомобилот е најдобриот избор. Причината е едноставна, затоа што често со визар ќе најдете ефтини авионски карти до Милано, до Верона, до Венеција, тоа се нели најблиските аеродроми до Доломитите. Дополнителните трошоци се малку поголеми и логистички, сето тоа малце позахтевно. Прво, ски опремата во старт ќе платите 90 на 100 евра по патник. На почеток тоа у старт ви зголемува цената на патувањето. Друго, кога ќе слетате, треба да стигнете до овие градови до Доломитите. Опциите се или ќе земете рентакар, што повторно ќе значи повисоки трошоци, депозити и така натаму, или ќе користите автобуси кои што најчесто се обраќаат еднаш до 2 пати дневно до градовите на Доломитите. Проблемот е што летовите од Скопје најчесто пристигнуваат доцна попладне или навечер и нема да ги фатите автобусите истиот ден, па мора да преспиете, односно ќе платите една вечер плюс во Милано, Верона или Венеција и тоа се трошоци. Другиот ден повторно да го фатите на пладне автобусот, ќе стигнете попладне на Доломити, па уште еден ден ќе изгубите, така што веројатно најоптимална опција останува автомобилот и ние избираме таа опција. Сега, патувањето со автомобил, иако е подолго и малку понапорно, е поисплатливо и пофлексибилно, посебно ако патувате четворица. Патот од Скопје до Доломитите е околу 13 до 15 часа, значи 1200 до 1300 км, зависи во кое скијалиште. И ако сте повеќе возачи, може и во еден цук да го поминете, доста луѓе одат така, но ние патуваме најчесто двајца и застануваме првиот ден во Љубљана, значи 10 на часа, да ни останат 3-4 часа до Доломитите. На враќање знаеме да одиме до Загреб, за вториот дел секогаш да имаме помалце пат за патување. Дополнителна предност со автомобилот е што може да понесете нели ски опрема, багаж, да не се замарате, храна без ограничување, да пристигнете право до сместувањето, да имате кола на располагање за екскурзија до Кронплац, до Кортина, како што кажавме, и така натаму. Така што во принцип нели најдобра, најисплатива варијанта останува колата. Имате две рути, да речеме ако нели сега ќе одите преку Словенија, без разлика дали преспивате или не, едната рута ви е директно преку Италија, иако тука има повеќе, да кажеме, пат кој што проаѓа по автопат, сепак таму има поголеми шанси да ве начекат повеќе гужви. Ако одите преку Австрија, горе треба да поминете низ еден тунел,
караван ќе се вика, за тој тунел треба да платите плюс дополнително патарина само за тунелот, но патот од озгора има помалку гужви, рутата е доста поживописна и во делот кој што одите во Австрија не треба да плаќате винјета, значи нема да имате трошоци за тоа. И тука стварно имате прекрасни пейзажи, дури има едно место кај што може да станете им убав видикоец на оние легендарни карпи на Тречиме. Сега околу сместувањето. Кога доаѓа моментот да се најде сместување, првата логична реакција нели ние да се отворат Airbnb или Booking и таму да се пребарува, но постои еден портал кој што иако не е толку познат, нуди многу подобар и поширок избор на сместување, а воедно и пониски цени бидејќи не наплатува провизии како Booking и Airbnb, а тој портал се вика Yes Alps. Иако од аспект на дизајн и корисничко искуство не е толку елегантен и модерен како Airbnb и Booking, неговата најголема предност е тоа што нуди директен контакт со сопствениците на сместувањето. Процесот е малце потрадиционален, значи вие испраќате барање по односно одредени параметри и кој е заинтересиран ви враќа назад и ви пишува на мејл што има слободно и колку пари, или можете директно да контактирате некој од сопствениците ако ви се допадне конкретен некој смештај и исто така ќе му пратите порака, тој ќе ви врати на мејл и така натаму. Така што целиот процес не е толку баш мазан и автоматизиран, но цените се малку поблиски до реалните затоа што нема провизија. Ние да речеме така го најдовме нашето сместување во Ортисеј. Првата година плативме околу 70 евра за еден голем апартман, сега следиме дека цените веќе стигаат и до 100 евра, но за тие пари добивате стварно еден голем апартман за 4 луѓе, многу добро среден, затоплен, на добра локација, со добри погледи, така што дефинитивно вреди за парите. Ако споредите што може да добиете за тие пари на Копоник, например, за 100 евра. И уште една многу битна работа, најчесто кога резервирате преку Yes Alps, ќе добиете од домакинот 7-дневна карта за градски превоз, кој што ви е многу битен затоа што некогаш сакате да тргнете од друго место, да не ги праќате истите патеки кои што ве врзуваат до села Ронда секој ден, да речеме, да си почнете буквално од друго скијалиште и така може да си патите автобусче кој што проаѓа буквално низ цело градче, ќе ве однесе во некое друго градче на 15 минути од вас и од таму ќе тргнете по некои други стази. И исто така многу битна работа, добивате и карта 7 дена за, да речеме, во Ортисеј добивме карта од 7 дена за локалниот базен. Тоа всушност не е само базен, туку е цел центар во кој што има и џакузија, во кој што има и парни бањи, во кој што има тобогани, базени отворено и така натаму. Значи еден фантастичен комплекс во кој што може да поминете една прекрасно попладне вечер и да се одморите, да се релаксирате после спиење, така што дефинитивно Yes Alps голема предност при резервирањето и затоа ви упатуваме најпрво таму да побарате сместување. Сега кога планирате патување на Доломитите, изборот на периодот исто така е многу важен затоа што нели варираат цените по однос на тоа кој дел од сезоната го фаќате. Сите ски центри во регионот обично се отворени, како што кажавме, на почеток на декември, но периодот околу католичкиот Божик до Нова година и некој ден после Нова година се смета за шпицна сезона. Тука има и поголеми гужви, цените се доста поскапи на сместувањето и на картите. И периодот кој што почнува од февруари натаму исто така се смета за висока сезона. Сега има еден многу интересен период кој што е помеѓу да кажеме 7-8 јануари, некаде до последната недела на јануари, и тој се нарекува најчесто flat season, значи не е ни ниска ни high season, ни висока сезона, нешто измеѓу, и има одлични услови за скијање, цените се пониски за 10 до 15% и на ски картите, но и на сите други, да кажам, услуги од типот на сместување, веројатно и храна и слично. Така што ако одите во овој период, во јануари, значи помеѓу првата и четвртата недела на јануари, можете да штедите сигурно малку повеќе на вашиот буџет. Ние го бираме овој термин, иако да кажеме, не знам, кој идете у Франција, обично сакате март да го изберете, денот е подолг, времето е постабилно. Меѓутоа јануари на Доломити секогаш сме биле пречекани со добро стабилно време, денот трал сосема доволно долго да може да си скијате убаво на рад, така што дефинитивно би ви препорачале, поготоа ако сте деца, со деца трае се уште распустот зимски и така натаму, некој период помеѓу после нашиот Божик, една недела би бил можда идеален период за да се сместите на Доломитите за поволна цена и да не бидете у шпиц сезона, да не трпите преголеми гужви. За нас до сега функционирало ова одлично. Сега малку за цените, за храната, за пиелоците и така натаму. Едно од убавите работи е што
на Доломитите огромна мрежа на бачила, значи на ресторани, на планински кукички на секаде низ стазите. Во сите нив многу добра домашна храна, топла храна, готвена храна, значи не е она фастфуд тип, на многу места има баш стварно добра домашна готвена храна и овие порции најчесто се 12 до 15 евра. Значи може да тие пари добиете вкусна паста, домашна лазања, ќофтиња во сос со пире и некое друго готвено јадење. Многу квалитетна, многу свежа храна, исто така кафето, речиси никаде не поминува цена од 2 евра, најчесто е евро и пол. И без разлика дали го пиете доле во градот или го пиете горе на планината. Едно место кое што многу би ви го препорачале е една, не е тоа ни планинска кукичка, бидејќи е доста модерен објект изграден од стакло со одличен поглед на целата долина на Вал Гардена и таму има прекрасна храна, значи тоа е Дантер Цепис се вика ова место, има гондола која што исто се вика Дантер Цепис и носи буквално до тоа бачило и тука имате одлична домашна готвена храна и некаде околу 12 еден е буквално гужва и редици се чекаат за таа храна, ќе си земете јадење, кафенце, греано вино, пиво и ќе се уживате во погледот и најдобро место да си направите одмор. Цените на пијалоците исто така може да се каже дека се прифатливи, значи кафето кој што кажав без разлика каде сте, обично чини околу евро и пол, ретко поскапо од 2 евра, топло чоколадо нешто поскапо, греано вино или пиво меѓу 4 и 6 евра зависи кај го пиете. Во самите градчиња цените во рестораните слични на оние во нормални туристички места во Италија, не се пренапумпани. Може да си дозволите некаков оброк, меѓутоа кој што кажав, дури не мора секој ден да одите или да јадете во бачило, гондолите се баш добро средени, топло е во нив, долго време одат, доволно време да си каснете некој сендвич помеѓу двете стази кои што ги возите, да се напиете нешто топло што си носите, така да добар дел од вашето скијање може го поминете со храна од ранеца, од време на време само да ги посетите и да поуживате у храната или некој поспецифичен пијалок на бачилата. Сега во принцип, поминавме доста работи, ама може уште еднаш да ги повториме сите места кои што сметаме дека се доста битни да ги видите кога ќе стигнете на Доломитите. Значи на прво место легендарните патеки. Посебно во Вал Гардена имате Саслон кај што се вози спуст за светски куп, имате Гран Риза во Алта Бадија, имате олимписката патека во Кортина d'Ampezzo. Има уште една многу добра патека која што се нарекува Чампинои во Вал Гардена, едно од легендарните. Исто така Чир под ова бачило Дантер Цепис од десна страна не е толку да кажам популарна како со Слонки, нема никогаш многу гужва, е прекрасно уредена, многу добра техничка брза патека. Дефинитивно се чеда што ја споменавме, ама на крај на денот си оставате кога заоѓа сонцето спектакуларни гледки, поготово кога се спуштате кон Ортисеј, така што патеките дефинитивно одличен избор. Морате да ги поминете барем овие што се најизвикани, има зашто се најизвикани. Од панорамските локации дефинитивно обидете се да се качите на Мармолада најгоре со гондолата, да се спуштите кои услови по глечерот, но исто така уште едно место кое што е спектакуларно, тоа е така наречената тераса на Доломитите во близина на Пасо Села, тоа е Сас Пордој, тоа е еден врв на села Ронда и од тука дефинитивно се простира можеби најголемиот и најдобриот, најубавиот поглед на Доломитите, така што задолжително се качите на оваа тераса на Доломитите, затоа што неспоредлив поглед. Има без разлика скијате, не скијате, тоа е место кај што стварно секој човек е добро да се качи ако може да ужива тој поглед. И од храната рековме нешто што мора да пробате, домашни јадења, домашни лазањи, традиционална кујна која што малце е поблиску до австриската, него до италијанската во идел од Италија. И уште еден пијалок кој што не го споменавме, најпопуларниот пијалок е бомбардино. Значи бомбардино е еден вруг пијалок кој што е правен од алкохол, жолчки од јајца, шлак и едноставно многу калоричен пијалок и добар кога ќе се изморите, малце да ви ја бусне енергијата или кога ќе завршите со скијање да ве стопли, да ви ја врати душата на место, значи бомбардино обавезно еднаш кога денот. Од прилика тоа е тоа се што имавме да кажеме, се надеваме дека сето тоа што го споделивме со вас во ова видео ќе во охрабри малку посериозно да почнете да го планирате вашето патување на Доломитите. Ако до сега сте размислувале, ама уште не сте се решиле, можеби ова е вистинскиот потик да го направите првиот чекор и да си подарите едно незаборавно искуство и скијањето со ништата. А ветуваме дека еднаш ако отидете ќе сакате повторно се враќате на Доломитите секоја зима.
Ако веќе планирате патување или веќе сте биле таму, споделете во коментари каде сте избрале да скијате, што ви се допаднало најмногу, што ви помогнало можеби при организацијата, што мислите дека пропуштивме да споменеме, е важно и на тој начин ќе им помогнеме на сите оние кои планираат да патуваат на Доломитите и можеби ќе создадеме еден заеднички водич од реални искуства таму. Така што дефинитивно Доломитите место кое што навистина остава трага и секој што бил знае колку е посебно тоа чувство, затоа ви посакуваме стварно да ги посетите. Ние за оваа година, бидејќи сме сега со дете од 1 година, да видиме која од бабите ќе сака да се жртвува и да дојде со нас на тој долг пат со кола, да го почува детето за да може ние уште 1 година да уживаме. Ако успееме тоа да го организираме, се гледаме таму и наздравуваме со Бомбардино. Така што поздрав!